Многу често дезинформациите и теориите на заговор потекнуваат и се базираат на реални прашања кои што ги има народот и на работи кои што реално може да бидат загрижувачки за народот, па самиот народ се обидува да најде одговор на овие прашања и ако немаме доволно информации, ако не сме доволно едуцирани на темата, може многу лесно да потпаднеме на туги влијанија и на влијанија кои што се всушност дезинформации. Мислам дека едно такво прашање е всушност вакцината за COVID-19, која што неодамна излезе и почнаа луѓето да се вакцинираат. И едно сосема веројатно легитимно прашање е да видиме од како тоа толку брзо се случи пронаоѓањето на оваа вакцина. И одговорот на ова прашање е навистина плодна почва за еден куп теории на заговор и еден куп дезинформации кои што веќе се шират насекаде по светот и кај нас. Например, еве една таква дезинформација која што вели дека сигурно има нешто чудно во брзиот развој на вакцината против COVID-19. Вели има две опции. Или немаат вакцина, направиле нешто на брзинка, само да направат генетска мутација на нашата ДНК и од луѓе да направат мајмуни, рептили, зомби и така натаму. А втората опција е дека ја имаат вакцината од пред 10-15 години, ама со тоа се докажува дека тие го направиле вирусот и пандемијата со цел и намерно исполнување на повеќе работи. Депопулизација, пропаст на светската економија и малите и средни предпријатија, формирање на една светска влада, укинување на слободата и кешот, воведување на дигитална валута, донесување на новиот сатански поредок, укинување на суверенитетот на сите држави и народи, промена на човечката ДНК, чипување на луѓето и востоличување на антихристот. Се воедно, се што можеле да најдат, пикнале овде во текстов. Значи, јас не сум во никој случај стручњак на темава. Не сум научник, не сум медицинско лице, ништо не сум. Ама, со еден обичен Google search можеме да најдеме информации кои што го одговараат ова прашање. Како научниците толку брзо успеа да направат вакцина за COVID-19? Во кратки црти, една од најголемите причини зошто толку брзо успеа да се направи вакцина за COVID-19 е тоа што COVID-19 е всушност варијанта на веќе постоечки и познат вирус од претходно. За овој вирус имало направено куп истражувања, имало веќе вакцина и за да се направи вакцината за COVID-19 потребно било само да се направат некакви измени во таа веќе постоечка вакцина. Друга работа е тоа што вообичаено за да се развие една вакцина треба многу пари. И вообичаено тие пари не се приоритетни да се дадат за таа вакцина. Меѓутоа, во случајов со COVID-19, сите можни пари, целиот фандинг, се што им требало го имале на располагање за тоа што нели се работи за вирус кој што го промени целиот свет и никој немал проблем да даде пари за вакцината. Кога станува збор за HIV вирусот, се работи за комплетно различен вирус од COVID-19. Главната разлика е брзината на мутација на HIV вирусот, која што е премногу брза за да може некаква вакцина да влијае на него. А ракот во суштина воопшто не е вирус и затоа не можеме за жал да имаме вакцина. Ова е сосема на кратко во многу кратки црти, а за да прочитате повеќе ќе оставам линк долу од проверени извори каде што можете да прочитате, да се информирате на темава и на тој начин веројатно нема да можете да потпаднете на дезинформации или на теории на заговор понатаму. И
Нека ви служи и ова како едно потсетување дека навистина е многу важно да ги проверуваме информациите што ги читаме и да не веруваме во работи кои што не се од доверливи извори, кои што немаат потпишан автор или сме ги нашле на некое порталче некаде или дошол комшијата и ни кажал за неговите теории и што тој мисли и слично.